Предпоставките дека во земјава се увезува неквалитетен семенски материјал на зелка најчесто се неосновани, сметаат агрономите, особено ако се купува сертифициран материјал кој го продаваат овластени продавачи. Ова е мислењето на Ристо Велков, кој е производител и дипломиран агроном. Вели дека шпекулациите доаѓаат од честото процветување на зелката. Што значи дека легално, пак ќе повтор, легално набавен семенски материјал од легални институции, мислам дека секоја институција стои зад таа декларација и мислам дека при правилен начин на употреба, при правилен начин на самото одгледување на зелката не би требало да дојде до цветање или до пореметување. Но пак ќе кажам, значи зависат пред се од временските услови. Велков смета дека тоа е поврзано со периодот на садење и затоа земјоделците мора добро да се информираат и да избегнуваат прерано садење кое може да го уништи родот. Освен тоа, за дадени култури на тие пакувања обавезно стои време на вегетација. Што значи тоа? Времето кога ќе се насади дадена култура на стални површини, значи од тој до тој период, да речеме еве зелката, најчесто меѓу 50 и 60 дена е периодот на вегетација, тоест период во кој треба веќе да се створи плод. Меѓутоа, сето тоа е тој временски период важи, и јас мислам дека при нормални услови, што значи нормална температура, нормална влага, и мислам дека нема да дојде до пореметување на временскиот период, може за 5 до 10 дена. Сведоци сме доста, поготово кај зелката, дека голем дел од земјоделските производители се жалат дека доаѓа до цветање на дадената култура. Мислам дека тоа е проблемот со незастапувањето или незапазувањето на тие компоненти кои што се причини да доаѓа до цветање, бидејќи зелката важи за двогодишна култура. Во едната година образува глава или плод, додека во втората година се образува семето. Оваа сезона зелката не ги задоволи очекувањата на производителите кои бараа значително повисока цена за производството. Најголемиот дел од зелката се продаде за 15 и 10 динари за килограм.